Браќа и сестри, нека е добро утрото. Ова е прибор за спиење покрај Партизанска, а сега ја ќе ви објаснам како да реагираш у разни ситуации на животов кога ќе те изненади или кога ќе ве фати некоја серија, вака за добро утро. Знае понекогаш она што го викаме животно искуство, да направи некој финти од типот на 3-4 дена искачање и цело време акција. Сите сме окркале тој филм. Не е битно колку години имаш, битно е како се осеќаш. Сум пишал нешто. Фраерски, нели, за да бидете спремни, ја ќе ви објаснам како да после 3-4 дена носени чорапи, мора нежно ова вака, се шири едниот дел, се прави простор и пола работа е завршена. Мора да се биде прецизен, пошто се сабајле и пошто некои потези не се потребни ич да ви се случуваат, од типот на дупла работа, ова и козметичар и педикир, маникир, не знам тачно како го викаат тоа. Можам да класифицирам, од тоа што јас сум го сватил во животов, како шизик, можам да класифицирам 4 вида на чорапи. Само што видовте едни. Ги делиме на оцет, у однос на мирис, боја, вкус, не мора да го проверувате во, верујте ми на муавет. Ги имаме во боја на ацетонски метали и деривати на нафта. У принцип, тоа се малце поевтини чорапи, пошто нафтата паѓа, онака берзански кажано. Третите се носени 15 дена чорапи, кои влагаат исто у подкатегорија на овие 3. И четвртите се, тука нема муавет, нови чорапи. Одиме поред. Ова нова Angry Birds генерација не знае за ваква мирисна вибрација. Потепа, ова љути колку смрди. Трнете се малце понастрана од компјутер. Секогаш човек треба да биде спремен, особено ако живеете во голем град кај што има многу автомобили, има ПМБ честици кои не треба да ги дишете и треба да сте утрински спремни за некои основни потреби од фраерски вид. Секој како мал, зборам за оние кои ги викаме тој во еднина, машко лице, нели? Како мал посакува да има ваков пењар, односно ваква боја. Ја викаме Хју Хефнерка. Модерно кажано, треба ти за основна потреба за да утрото биде воздигнато некако, нели, да го личи. Само момент. Па комшијата. Не, пардон, имав теорија дека ноќе влага, разгледуваш што правам, со кого се дружам и како се тоа се дешава. Може, значи, да се оди на доле варијанта, на негде 2/3, ова е роки фазон, се ќе ви покажам. Ова исто може да се качи и горе.
Меѓутоа моите нокни цвикери се активирани и затоа сам побудува. Ја не мрдам. Уопште не мрдам со цело никакво тело. Например, не можам да се сконцентрирам, многу мрда, самата се прави. Ете ти. Те поттикно е да директна презентација како да измиксате јога со физичка активност. Уште се осеќа овој мирис. Мирис кој треба да се отстрани итно од атмосферата во која станувате, нели? Секој фраер сам го прави ова, пошто ова е многу битно. Само момент, еве. Секој фраер мора да има освен опрема и знаење. Зборам за тешка форензика. Форензика е истражување преведено. Значи, не треба да се брза. Што е да се прави? Се прави квалитетно, као што треба и со многу искуство. Како да се изразам, човек што не знае, директно би ги собрал сите чорапи. И тоа е грешка. Се собираат по боја. Прво се иде со тие у меѓуфаза. Например, меѓуфаза број 1. Меѓуфаза број 2. Овде станува збор за скараджиска. Чорапа која е носена на скара. Одма се гледа вешалица, помфрит. Ако има грашак, обично овде се наоѓа. И од важноста на оваа музика сами се доведувате до состојба на проширено, атрактивно урлање или изложување на сериозни габични инфекции. Не слушате ваква музика за да не ви смрдат вака чорапите. за секој фраерски потек треба да си спремен и нели да имаш соодветна опрема. Секоја чорапа после 18 дена носење изгледа вака. И главниот момент е, вака се проверува дали чорапата има амортизација, дали е се во ред и главен момент е да се земе добар залет. Од кога ќе направиш home run или бегај на кај дома, се позира, се прават неколку председателски фотографии и се пристапува кон перење на собраните чорапи. За ноќеска. Епа, дечки, дами и господа, дојавме до најбитната просторија во секој стан. Да ве поканам во мојата тоалетна соба. Оваа резиденција изобилува со разни уреди. Например, некои го помагаат модерното живење, некои служат за олеснување. Прво и основно, пред да ги направиме таа утринска хигиена, многу е нормално да се има миено неколку пати со ракавици раце и тоа е безпредметно непотребно. Што сакам да кажам? Сакам да ве запознам со една опасна девојка, опасна риба. Тоа е овој четвртаст згоден уред кој јас се вика Кенди интернационално, меѓутоа јас се викам Маре. Маре ми помага и ми асистира во она што го викаме перење. Значи, краток курс. Маре изобилува со површина од кружен простор, која ја викаме бубањ. Тоа е уствари инструментот кој Ринго Стар уште како мал го има вртено преку мајка му. Што сакам да кажам? Пелените на Ринго Стар, познат член од Битлси, мал бриф за оние кои можда прв пат слушаат за такви работи, се активни и се переле токму во ваква кружна машина. Ќе пробам да бидам мултимедијално атрактивен и додека ја правам мојата лична хигиена, да
само момент, многу топла ми е водава некако, да ви објаснам кои се трите основни постапки како да, извинете, како да исперете се што треба да исперете, во исто време сето тоа да биде брзо, кратко, јасно и без многу трошоци од енергетски вид. Ви ја представувам Маре. Маре е четвртаста. Некој вика дебела, а некој слаба. Маре има моќност од 3,5 киловати. За да не искочи дека е ова спот за машини, кај што може, нели, да ви отиде мислата, но ја враќаме назад. И ајде да не се правам многу шизик, искрено не знам дали знам да ја уклучам или не, ама заедно ќе истражиме што тоа прави и колку калории треба да се потрошат при еден обид да се исперат нашите чорапи. Чорапите се однапред, нели, собрани во пластичен сад. Многу е битно ова да е оригинална пластика, односно да не е еколошка пластика, бидејќи станува интеракција со волнениот дел од чорапите и може да почне да грми кај вас увеќе, а тоа не го сакаме. Секое грмење значи облак, секој облак значи тешка атмосфера и дожд, тоа не ви треба, особено наутро. Да пробаме да ставиме Маре во функција, односно да направиме да проработи и сега како секој карактеристичен маж, не навлегувам дека сигурно не сте го правеле ова многу пати, ако зборувам за посебно публиката која се наоѓа на Балканскиот полуостров. Да не го должам. Една ваква Маре најчесто има неколку програми кои се битни да се погодат и првиот потек кој треба да го направиме е да го лоцираме местото, просторот, фиоката или нели компакт дизајнот за полевање со прашак. Полевањето со прашак мора да биде нагло, без предрасуди и обврзно да знаете што правите. Има неколку прегради, во едната ставаме доста прашак, бидејќи се работи за доста радиоактивни супстанции кои се залепени на просечната чорапа и секако, секогаш ставаме малку омекнувач или отврднувач, зависно од тоа што вам ви се допаѓа. Односно, дали ќе ги носите на меко или на тврдо вашите чорапи. Откако завршивме со овој дел, ова е практично како да човек обива сеф, односно, кога сме кај обивање сеф, има некои елементи кои се неминовни за успешна операција. Сте ги гледале тие океаните со мојот колега Џорџ Клуни и така натаму. Многу е битно да го погодите вистинскиот момент, еве само елементот. Овде се гледаат два запчаника кои најдобро е прво да ова вака, прво да приклоните нели слухот, да биде совршена тишина. Може мал ефект од казанчето да има дека сте пуштиле вода, ама може и не. Зависи дали сте завршиле работа. Ете така, еднаш кликна, само момент. Ке ве молам тие од Централна Македонија малце потивко. Да, еве го. Еве го. Ете така. Штом само да. Штом кликнува, Маре практично сама се отвара кога ќе ја најдете вистинската комбинација. Оваа комбинација е за екстремно прљави чорапи и се работи за мешани елементи, односно, нели рековме шарени, но од сите комбинации на бои. Чорапите се ставаат нагло и исто така без предрасуди, бидејќи ако ги ставате во различен интервал, поради вртењето на планетава, може да дојде до лошо позиционирање на истите. Секогаш го ставате прво, значи, горниот слој на чорапи и одите кон површината надолу, бидејќи во спротивно ќе треба да се заморувате без потреба. Ова во принцип се прави со ракавици, но нели имам една задача која што ја правиме сите наутро кога ќе се разбудиме, а тоа е дополнување на најблиската река или езеро, зависи каде живеете. Ова е особено за делот кој не конзумира во Швајцарија. Да ви се пофалам дека симултано се преведува секој елемент од ова како да серијал програма. Маре е комплетно затворена. Кликнуваме за старт копче и таа работи додека вие ги извршувате утринските задачи. Џабе го тресеш, момче.
Првиот, Колев закон, по теорија, детерминира дека последната капка секогаш завршува во гаки. Причини? Курот не е нос за да шмркне. Зборам за внатрешни телесни течности. Преработено пиво, вино и сите тие елементи кои ги најдете во нашето блокче за комерцијална соработка или тоа се вика блок реклами. Откако ова го знаат сите мажи, треба да биде свеж звукот кој доаѓа од казанчето. Откако ќе завршите таа работа, се враќате во елементот на истражување, додека машината, додека маре е вклучена, стартувана и добро подготвена, најчесто температурата може да се промаши. Например, една просечна чорапа која е спортски градена и која се носи на баскет, кошарка и такви некои слични спортови, ако ја вклучите на 90, тука сте го скршиле филмот. Прво, може да се претворат во хола хопки. Втора работа, што може непријатно да биде, може да станат навидум добри, а во најклучен момент да искочи дека се продолжуваат нивните еластични особини и тоа може да ви избрука неверојатно. Знаете до кај може да оди бруката? Може да оди, например, секој маш атрактивно изгледа кога води љубов, особено романтичната смисла со чорапи. Сега ќе дзирнам со овој конкретен CSI елемент, каде има најмногу оттисоци и ќе одиме на варијанта на најкористеното копче. Еве, одма се гледа. Ова е малку постара госпоѓа која тука пипкала, но мислам дека перала некои гоблени, милиња и такви работи. Под поимот Миле подразбираме рачно изработен украс. А одма до него, еве се гледа форензички, забележувате, најизгравиран, односно најупотребувано копче е последното и температура од 40 степени. Јас ќе го направам токму истото, токму истото, токму истото. Откако Маре ја заврши работата, односно целата програма е готова, умно го приставаме, уредот за собирање на алишта го ставаме веднаш диагонално во правец на земјината тежа. Не е добро ни лево ни десно и она што е општо познато, не ви треба човек за оваа операција, ова се веќе чисти чорапи, фантастично миризливи. Ова е пролет, практично во сред годишното време во кое се наоѓаме. Не е лошо, ако сакате, ако имате миленик кој е со некоја не баш голема димензија, да го истрчате малку, но никако да не ја затварате вратата и сакав да ги истакнам убаво измиените и убаво испраните и елементарно чисти чорапи спремни за авантурите кои вие ги правите во секојдневниот живот. Многу е битно да оваа постапка се завршува, односно постапката перење на чорапи се завршува со следната фаза, а тоа е простирање. Одиме. Следете го новиот изум. Progetto Mobile. Лиценциран изум во Пијаченца, Винченца, Виница, Берово, Дебар, Гостивар. Доколку ниеден од советите кои ви ги дадовме во ова издание на Како да не ви збркаа работа, консултирајте се итно со вашиот логопед, гинеколог, шнајдер, апотекар, плакар, млекар и пекар за контраиндикации. Барајте не во обидените нации. Гледај Бла Бла ТВ и јади пуканки.